Живееме во едно модерно време, 21 век, во кое што модерно време имате и модерни занимања. Луѓе денеска прават пари од глупости, може да кажем. Значи, сте слушнале за ютубери. Сигурно тоа е. Да или да. Буквално решаваат да снимаат нешто, некакви видеа од свој живот, буквално со глупости, како што кажав, и да прават пари на тој начин, преку лајкови. И навистина во онаа трка по лајкови што се нема да измислат и што се нема да кажат, така да внимателно само можем да кажем. Меѓутоа, не ми е тоа темата. Има и едно друго занимање модерно, инфлуенсери. Знаеме, сите ние што знаеме англиски, всушност, што значи овие, од каде доаѓа, значи, лице кој што има влијание, инфлуенсер, значи што ги инспирира или ги насочува постапките на другите, што може да предизвика интерес за нешто, да речеме да продаде некој производ и така натаму, како еден вид реклама, всушност за промовирање, значи на социјалните мрежи. Вечерва ќе зборуваме баш за влијанието, за нашето влијание, за тоа какво влијание имаме, а мора секој човек да има некакво влијание врз околината, врз останатите и така натаму. Да видиме какви инфлуенсери сме ние. Но претходно една шега, која што била направена на сметка на Бил и Хилари Клинтон, не знам дали во времето кога Бил беше председател или подоцна, не знам, но наводно, значи ова е шега, измислила нешто, меѓутоа има интересна поука во ова. Заминале некаде на провод за викенд и одлучиле да прошетаат низ убавата околина, пределот каде што биле, некаде во внатрешноста на земјата. И после некој време запреле да наполнат бензин на некоја бензинска пумпа. И излегол човекот од таму да им наточи, и Хилари која го догледала и почнала да вика "Чарли, Чарли!" Излегува од колата, се прегрнува со човекот, почнуваат разговори и така баја ги се задржале. И потоа се враќа Хилари во колата и Бил и се обреќа и вели: "Кој ти е овој? Душо, кој беше овој?" Таа одговара: "А тоа беше Чарли, дамнешен мој дечко со кој што бев во сериозна врска, долга врска, и за малку ќе завршевме со брак." И Бил се замислил и вели: "Ако се омажеше за него, денес ќе беше жена на еден обичен работник на бензинска пумпа, кој што точи гориво." А Хилари, сега насочи се на ова, Хилари на тоа ќе каже: "Не, ако се омажев за него, денес тој ќе беше председател на Соединетите американски држави." Кој врз кого има поголемо влијание? Ние на светот или светот врз нас има поголемо влијание? Поединечно ли како црква? Тоа е едно големо прашање. Знаете, зборувавме минатиот пат за прогонствата и заклучивме една работа преку еден цитат од големата борба, ако се сеќавате, дека нема прогонства затоа што црквата се приближила кон светот. Значи, изгледа дека светот има поголемо влијание врз црквата, отколку обратно, како што треба да биде. Како што кажав, ние и поединечно, секој од нас, секој човек има влијание врз некогот. Значи, врз
прво с домашните, потоа на работа, во црква, каде и да е, значи со кого и да контактира. Значи едноставно човекот не е пуст остров па да едноставно живее сам за себе. Тој формира свој карактер, меѓутоа може да влијае и врз карактерите на другите. Тоа е факт. И ова треба многу добро да го запамниме, затоа што со начинот на нашето однесување, на нашиот живот, на нашиот говор, на било кој начин, ние вршиме влијание, или за добро, или за лошо. Исус не повикува да имаме позитивно влијание на светот. Читаме Матеј 5, застанавме на 12 стих, сега продолжуваме од 13 до 16. Матеј 13 до 16 нема време вечера за целиот овој дел да го проучиме, меѓутоа ќе навлеземе малку од малку. Значи Матеј 5, 13 до 16. Вие сте солта на земјата. Но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие. Ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник и им свети на сите кои што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Интересни зборови и овие две работи нема да имаме време заедно да ги проучиме, меѓутоа одат заедно. Кога вели вие сте солта на земјата и вие сте светлина на светот, одат заедно. Ќе видите како подоцна. И застрашувачки е затоа што, знаете, овие се кратки делови од стиховите. Во 13 стих вели, вие сте солта на земјата. Значи, вие сте солта на земјата. Меѓутоа потоа доаѓа оној дел, негативно. Но, ако солта облуткави, и така натаму. Или вие сте светило на светот, ама ако светилото се крие, под маса или било што, тогаш какво е влијанието? Факт е дека, со оглед на тоа што зборувавме, дека веста и евангелието, всушност, и ние како христијани, ако сме оние, кои што ги опишуваше Матеј од 3 до 9 стих, ако сме такви, а предизвикуваме прогонство во светот, тогаш е навистина тешка оваа мисија да имате некакво влијание врз светот. То позитивно, збориме за позитивно влијание. Линијата едноставна е тенка, значи се наоѓаме пред, да кажеме така, невозможна мисија, меѓутоа ние сами не можеме, со Бога секако. Самиот факт што и минатиот пат спомнав дека Исус не праќа како овци меѓу волци, е навистина тешко. Вие треба како овци да имате влијание врз волците, за да и тие станат овци, а? Тешко. Многу тешко е, навистина. И ајде да читаме сега во Матеј 10 глава, еден подолг пасус, пак се однесува на прогонствата, некако за да поврземе, Матеј 10 глава од 16 стих ки читам. Ете, јас ви испраќам како овци меѓу волци, овој стих, затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулави. Денеска мислам во пуката дека беше, ја други имав намера да коментирам на ова, ама некако тоа ми избега после како мисла. Имаше нешто, дали во цитатите некои што ги читавме или во самата полука, меѓутоа е, како и да е, не ми текнува, но за да бидеш чист, ако си чист по срце, или барем сакаш да бидеш со Божја помош се трудиш, ако си милостив, ако си искрен, ако си чесен, во овој ваков свет, навистина ти треба голема мудрост,
затоа што едва и чекаат себичните и користолюбивите таков некој за да го искористат на некој начин. Меѓу волците. Значи, затоа вели овде, бидете мудри како змии и безопасни како гулаби. И како гулаби, како змии. Видите како е тоа малку тешка мисија, како што кажав. Продолжува понатаму цитатот, вели, чувајте се од луѓето, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бичуваат во своите синагоги. Ќе ве изведуваат пред управителите и царевите заради мене за сведоштво на нив и на народите. Ако ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во оној час ви е дадено што треба да кажете. Зашто не сте вие кои ќе зборувате, туку духот на вашиот татко кој зборува во вас. А братот ќе го предаде брата си на смрт. Пазите, овие се тешки работи. Брат брата да предаде. И таткото детето. И децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. И ќе бидете намразени од сите заради моето име, но кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Кога ќе ве гонат во градов, бегате во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите Израелевите градови, додека дојде Синот човечки. Ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот господар. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекува Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Но вели, затоа не бојте се од нив, зашто нема ништо покриено што не ќе се открие, ниту откриено што не ќе се дознае. Сокриено се, извинувам, што не ќе се дознае. Што ви говорам во темнина, кажете го во светлина, и што ќе чуете на ухо, прогласете го од покривите. И не бојте се од оние кои што го убиваат телото, а душата не може да ја убијат, туку бојте се повеќе од оној кој што може да ги погуби и душата и телото во пеклот. Како да влијаете во оваков свет? Како да имате позитивно влијание? На тоа сме повикани. Тоа е солта. Солта влијае, и пазите солта како влијае. Значи, зашто одат заедно овие две? Се одат малку пред себе, ама. Солта влијае невидливо на храната на која што ќе ја ставите. Одвнатре, невидливо, светлината однадвор, значи манифестација на вистината, значи со проповедање, а одвнатре, како што кажав, значи со самиот ваш живот, некојаш и не треба ништо да кажете, тоа е тоа влијание. Влијание со својот живот и влијание преку ширење на вистината. Исто еден битен момент, солта мора да дојде во контакт со храната за да има влијание. Значи, ако остане во соларката, така да кажам, солта, какво влијание ќе има на храната? Никакво. Нема да може да ја даде вкус или да има било какво влијание, позитивно влијание, вкус да ја даде. Многу битна карактеристика за солта, меѓутоа, ајде тоа следниот пат, битно е ова да го кажам, значи, вие мора да имате контакт со тие луѓе, а еве со што се сочуваме, со волци. Значи, не е едноставно, затоа ни треба мудрост, затоа ни треба водство од Духот Свети. Еве во Јован 17:15, да се подсетиме на Исусовата молитва, што кажува Исус тамо, Јован 17:15. Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Знаете, кога читаме за ова, за прогонството и минатиот пат спомнав, ќе си рече човек, сокри си тамо, седи дома и уживај. Да, ама веднаш после тоа Исус вели, вие сте солта, вие сте светлината. Значи, вие треба да бидете во тој свет, вие сте повикани за да делувате позитивно на светот. Значи, не те молам да ги земеш од светот. Што ќе кажеме за монашењето денеска? Дали е во ред? Ај сите ќе отидеме некаде на упланина тамо. Башка машки, башка женски, нели како што прават. И па дури Елен Вајд кога вели, да, живеете на село, добро е, ама одете и проповедате во градот, кај што е народот. Значи,
Треба да го ширите влијанието на радосната вест. 16 стих од Јован 17 глава вели: тие не се од светот, како што и јас не сум од светот. Значи, не ги взимај од светот, тука се во светот, но не се од светот. Солта е засебна од храната. Посебна. Ама треба да контактира, да влезе во контакт со храната за да дојде до влијание. Или, како вели во 18 стих од Јован 17 глава, како што ти ме испрати мене во светот, така и јас ги испрати во светот. Нешто имаше и од утрески стих, слично нешто, читав, мислам. Или 1 Јованово 2.15, тука па вели: не сакајте го светот, нито оно што е во светот. Ве испратјам во светот, ама не сакајте го светот. Видите како, значи, сакам да кажам колко е таа тешка мисија, не е едноставно. Морате да бидете во контакт за да влијаете, ама и треба да останете засебни, значи, посебни, значи да има јасна дистинкција од светот. Инаку не би можеле да влијаеме. Знаете, кога христијаните се претопуваат со светот, нема, се губи веќе влијанието. Тоа е блуткавоста на солта. Така солта облуткавува, затоа може и посебна проповед да направиме. Како доаѓа до блуткавање на солта, како го губи, ја губи својата соленост, вкусот. Значи, вие треба да живеете во светот, но не сте од овој свет. Ве праќам во светот, но не сакајте го светот. Линијата е множно тенка. И како да влијаеме на еден ваков свет? Че уште сме околу тоа прашање. Вели Исус да бидеме сол и светлина. Значи, кажав, солта, натриум хлорид, е засебна материја, но мора да се помеша со она на кое што треба да влијае. Колку се мешаме ние со луѓето, тоа е прашање, или пак од она од што мораме, да речеме, на работа, ваму, таму. И светлината исто, која станува збор за светлината, и таа е засебна и сосема поинаква од темнината, односно тоа е спротивност, светлината е спротивност на темнината. Меѓутоа, за да влијае на темнината, за да просветли, за да светне ден, треба да светли во темнината. За да ја растера, за да има влијание врз неа. Значи, мораме да бидеме поинакви од светот, мора да постои јасна дистинкција и на тој начин и да влијаеме. Инаку не би имале никакво влијание. Значи, светот не мрази, но ние мораме да влијаеме врз него позитивно. Оти, како што кажав, само чистите по срце ќе го видат Бога. Тоа е во, ја неколку пати реков еврејскиот, не, грчкиот, не е битно. Значи, само ние сме тие. Така вели, само чистите по срце. Само вие сте солта. Вие сте тие вистински инфлуенсери кои што можете да влијаете на добро на овој свет. Овој свет пропаѓа у секој смисол. Господ го повикал народот свој и само тие можат да влијаат на добро. Нема одговор на еден куп прашања на кои што немаат одговор денеска ни политичари, ни никој. Одговорот на сите тие прашања се крие во Евангелието и прифаќање на Евангелието. А ние сме тие што треба да го однесеме. Факт е дека кога зборуваме за солта и за светлината, тоа се мисионски теми, неизбежно е. И сега, текстот е во 13 стих, не го вели тоа јасно, а меѓу редови се гледа што? Штом на светот му е потребна сол, а солта пред се има, знаете какво влијание, зашто се користи највеќе солта? Зашто ставаме сол во зелка, која не е друго нешто? За конзервирање, така? За да има антисептичко дејство, значи ги убива, ги уништува бактериите и така ја задржува храната подолго време, ја конзервира. Значи, ако на светот му е потребна сол, светот е расипан, односно светот се расипува се поеќе и поеќе. За ова не е воопшто проблем да сватиме дека е така. Библиски
Библиска вистина е тоа дека светот е расипан. Господ така го прикажува. Значи, само на почетокот, само во првите колку 2 глави таму светот е совршен, како што Господ го создал. Веднаш од 3-та глава, после првиот грев, и не треба многу до 6-та глава доаѓаме од она што Господ го создал добро, многу добро, што вели таму? Сите мисли им станаа зли. Битие 6.5. Господ види колку е голема човечката расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговиот памет секојаш е само зло. Неколку глави или колку таму 15 века од прилика, 5-16. До потопот. И Господ го потопил светот, направил ресет, нов почеток и после до 19 глава во Битие доаѓате и имате Содом и Гомор, уништување со оган. Во 2 Петрово 3 глава вели дека и на крајот исто така ќе биде уништување со оган. Зошто? Затоа што светот се расипува се повеќе и повеќе од ден на ден. Светот не станува подобар, како што може би мислат еволуционистите. Еволуираме. Не. И може би напредуваме во технологија, во ова, во она, во се нешто, меѓутоа светот морално се расипува и тоа нагло, многу нагло, не знам, свесни сме, знаеме, еве, сите ние сме тука барем над 30 години, не има, и нагоре, и сите знаеме во последните 30 години колку многу се расипа светот. Светот исто така е во морален мрак, затоа му треба светлина. Може би се просветлени во ваков или онаков начин, значи науката напредува, како што кажав, знаете, денеска сум читал дека тој на филмови го прикажуваат, не знам како да го наречам тоа, меѓутоа во состојба се обидуваат да ти ги извадат негативните мисли од умот, не знам со какви све апаратури, и на тој начин да те прочистат, да видиш подобар. Кои глупости. А тоа е прашање дали отидува тамо, не е битно. Се бркаат во генетиката, клонирање, и што ли уште не, меѓутоа никогаш повеќе зло на оваа земја, никогаш повеќе, убиства, самоубиства, омрази, што ли уште не, само во ова наша Македонија што се случува во последни години. Нешто што сме го гледале на времето само во американските филмови. Поизмамливо од се е срцето и е страшно болно кој може да проникне во него, тоа е стих од Библијата, нели? Господ најдобро го знае срцето на човекот. Човекот се расипува, но Бог има план, а тој план се состои во тоа. Не поставил нас во светот како цареви, како свештеници, и како сол, за да ја запреме таа расипаност, барем да ја успориме таа расипаност и да го осветлиме светот. Сол и светлина. Така нека светат вашите, значи нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Ова е огромна одговорност, драги браќа и сестри. Значи, ние сме тие, Божиот народ е тој кој што може единствено позитивно да влијае на светот, да се запре таа расипаност. Знаете што вели, еве ќе прочитам на крајот и од Копнежот еден цитат. Денеска ја ни спомна дека може ни е веќе преку глава, значи од овој живот и така натаму, меѓутоа, знаете ли дека ако ние не делуваме, светот отиде, многу брзо ќе отиде. Ако ние не делуваме, ние сме тие, солта е таа кој што треба да ја успори расипаноста на овој свет. Но ако сме блуткави и ако се криеме, не можеме да делуваме. Светлината не може да светли ако е скриена, а солта ако се облуткави. И еве го цитатот од Копнежот.
Вели, срцата што одговараат на влијанието на Светиот Дух се канали низ кои тече Божиот благослов. Кога би биле отстранети од земјата, внимавајте, кога би биле отстранети од земјата, оние што му служат на Бога, и кога неговиот дух би се повлекол од луѓето, овој свет би бил препуштен на пустење и уништување на плодовите на владењето на сатаната. Луѓето во овој свет не се свесни дека заради Божиот народ се уште постои светот воопшто. Еве што вели. Иако грешните тоа не го знаат, тие во овој свет, дури и за благословите на овој живот му должат на присуството на Божиот народ, што го омалуважуваат и угнетуваат. Тие така, тоа е природното човечко срце како реагира на веста на Евангелието, а не се ни свесни дека заради тој Божи народ тие се уште дишат и живеат. Меѓутоа, ако христијаните се христијани само по име, тие се сол што го загубила својот вкус. Тие немаат никакво влијание на добро во светот. Представувајќи го на тој начин погрешно Бога, ми е страв да го прочитам ова. Што велеше за солта, ако е облуткави, да се фрли по патиштата ја фрлале? Затоа што кај фрлале сол ништо не никнело. Тоа некојаш го користели за, знаете, комшиите, го си скараат, ќе му ја посоли нивата и ништо нема. Затоа ја фрлале по патиштата. Затоа што за ништо веќе не е вредна. А цитатот вели овде, меѓутоа ако христијаните се христијани само по име, тие се сол што го загубила својот вкус, тие немаат никакво влијание на добро во светот. Представувајќи го на тој начин погрешно Бога, тие се полоши од неверниците. Значи, ние сме сол. Ама сега зависи каква. Значи, дали она солената, која што уште го има вкусот и влијанието, или сме облуткавеле. И само што ова, значи, кога вели сол и светлина, мисли на колективна одговорност. Ние имаме одговорност големи, то колективна одговорност. Не е едно зрнце сол. Ништо не прави едно зрнце сол. Знаете, сол која ќе посолите од соларката, за да даде вкус на храната. Кога вели за светлината, спомнува таму град. Градот не може да го осветлите со едно светило. Полно светилки. Колективна одговорност. Одговорност како црква. Затоа Господ не повикал, ја создал црквата уште на почетокот. И видите какво влијание имале на самиот почеток. И читавме во петокот оние стикови кои што од дел апостолски 2 глава, кои што јас ги нарекувам научна фантастика за денешно време. Како живееле тогашните христијани? Па и така имале влијание, значи заедништво, единство. Еве сега читавме во утринските стикови каква сила има единството. Тоа е вистинското влијание. И така постигнале такви успеси и го свртеле светот наопаку. Кога го нема тоа, кога тоа не е присутно, ние во црква се е фино тоа, но фала му на Бога, имаме убави квалитетни богослуженија, веруваме и се храниме и така натаму. Меѓутоа, ако е само црква, тоа ние сме сол во соларката. Нека Господ ни помогне оваа тема, ќе ја продолжиме, да одговориме на овој повик. Значи, само што ова, ако Господ ни дава вакви благослови, блаженствата, како завршуваат? Нивно е Царството Небесно. Ќе бидат утешени, ќе ја наследат земјата, ќе се наситат, ќе бидат помилувани, ќе го видат Бога, ќе се наречат синови Божии. И повторно, 8-то блаженство завршува со голема награда на небесата. Нивно ќе биде Божието царство. Тоа се права, тоа се благословите, меѓутоа со благословите доаѓа и одговорноста.
Не можете вие, знаете, какви сме ние луѓето, правата си ги сакаме, а одговорностите, Не може само права без одговорности. И еве, Бог ни дава една ваква одговорност. Да, тешка е мисијата, меѓутоа со Божја помош се може. Господ нека ти даде мудрост, да бидеме и мудри како змии, но и безазлени како гулаби, да не даде Дух Свети, затоа што без него ништо не бива, да таа сол се одржи како сол, затоа што само така ќе може да има влијание. Слава нека му е. Амин.